Високите температури представуваат висок ризик од појава на каала-азар, најтешка форма на паразитско заболување лаишманиоза. Оваа болест ја пренесуваат флеботоми, односно мушички кои се со светло-кафеава боја и се двојно помали од комарецот, а се хранат со крв од животни глодари, кои се носители на паразитот лаишманиоза и со каснување на човекот го заразуваат со овој паразит. Интракелискиот паразит, како што е лаишманиозата, микробиолошки, се наоѓа во кучињата, значи резервоар се кучињата и многу глодари и диви животни, како што се лисиците, штакорите, сите тие. Флеботомот или познат меѓу народот папатачи, мушичка, цица крв од животното, преку својата плунка, преку боднувањето во кожата го внесува паразитот кај човекот. Постојат два типа на лаишманиоза. Едната ги напаѓа органите, а другата кожата, и доколку не се лекува навреме завршува со смртни последици. Висока телесна температура, со губење на тежина, губење на апетит, анемија тешка, потоа хепатоспленомегалија, значи зголемување на јетрата, на џигерот, зголемување на слезинката, на лимфните јазли, висцералната лаишманиоза, бидејќи постои и кутана лаишманиоза, значи лаишманиоза на кожата, која што, например, после 3-4 месеци заздравува, а останува лузни, многу тешки лузни остануваат, исто така кутана мукозна, значи меѓу кожата и слузокожата, а висцералната е најопасна, бидејќи ги напаѓа органите. За да се развие клиничка слика кај кучињата потребно најмалку 2 месеци, а понекогаш и 3 години, до тога што куче представува извор на зараза. Затоа ветеринарите препорачуваат сопствениците да вршат редовна превентивна заштита на своите миленици. Кај кучињата, значи заштитните за против ектопаразити, тоа значи тие сега имаме разни производи, едни од тие се кои се укапуваат и во кожата и штитат покрај другите паразити, значи покрај крлежи и болви, едни од тие и од мушичките, и на тој начин е заштитен миленикот. А од друга страна, нормално да се избегнува тоа време каде што најчесто е мушичката активна. Лекарите на луѓето им препорачуваат поголема самозаштита со користење на средства против инсекти и ставање на мрежи на прозорите. За оваа болест нема никаква вакцина, никакво превентивен лек, се лечи со петовалентен антимон. Значи, исто така, нема вакцина исто и за кучињата превентивно. Значи, превентивно што е? Превентивно да се заштитиме од укасување од овие флеботоми. Репеленти треба да се користат и да бидат со долги ракави, со мрежа. Бидејќи се помали од комарците, они чак и од покрупната мрежа може да влезат. Комарецот не може, но тие се многу поситни. Според направените анализи на Европскиот центар за превенција и контрола на заразни заболувања, утврдиле дека собраните примероци на флеботоми, односно мушички на територијата на цела Македонија, се покажало дека во Штип и Струмица имало најмногу позитивни мушички, носители на болеста. Од 1981 година оваа болест за првпат е регистрирана и во земјава, со само еден заболен. Од тогаш секоја година бројот на заболени се зголемува, за во 2015 таа бројка во земјава да достигне 20 заболени со болеста лаишманија.